Драги наши читатели, добре дојдовте на нашиот канал Богат ум. Аудиокниги на македонски јазик, достапни за сите возрасти. Драги наши... Корнеј Чуковски, доктор Овболи. Прв дел. Патување во мајмунската земја. Глава 1. Докторот и неговите животни. Си живееше еден доктор. Беше добар, предобар. Се викаше Овболи. Тој имаше зла сестра, а таа се викаше Варвара. Од се на светот, докторот најмногу ги сакаше животните. Во неговата соба живееја зајаци. Во шифонерот живееше верверичка. Во креденецот врана. На каучот живееше боцкавиот еш. Еден голем сандак беше живеалиште за бели глувци. Но од сите своји животни, доктор Овболи најмногу ги сакаше шатката Кика, кучката Ава, прасето Гругру, папагалот Карудо и бувот Бумбо. А неговата лоша сестра Варвара многу му се лутеше на својот брат дека во собата чува толку животни. "Избркај ги веднаш," врескаше таа. "Тие ни ја валкаат собата. Не сакам да живеам со такви одвратни суштества." "Ама немој, Варвара, тие воопшто не се одвратни," зборуваше докторот. "Мене многу ми е мило и убаво што тие живеат со мене." Од разни страни кај докторот доаѓаа да се лекуваат пастири, болни рибари, дрвари, селани. На сите тој им даваше лекови и сите веднаш оздравуваа. Често се случуваше некој од селските дечиња да си ја шине раката или да си го раскрвави носот, па во ист час да отрча кај доктор Овболи. И гледаш само по 10 минутки како ништо да не било. Детето е здраво, право, па весело си игра со папагалот Карудо, а бувот Бумбо го чести со кисели бомбони и јаболка. Еднаш кај докторот дојде еден многу тажен коњ. Тој тивко му рече на докторот: "Лама во ној фифи куку." Докторот веднаш свати дека на јазикот на животните тоа значи: "Ме болат очите, дај ми ве молам очила." Докторот уште многу одамна се беше научил да зборува по животински. Тој му рече на коњот: "Капуки кануки." На животински тоа значи: "Седнете молам." Коњот седна. Докторот му кладе очила и очите престанаа да го болат. "Чака," рече коњот, замавна со опашката и истрача на улица. Чака во јазикот на животните значи благодарам. Речиси сите животни кои имаа ослабнат вид добиваа очила од доктор Овболи. Коњите почнаа да одат со очила, мачките и кучињата со очила. Дури и старите врани не излетуваа од гнездата без очила. Секој нов ден кај докторот доаѓаа се повеќе животни и птици. Доаѓаа желки, лисици и кози, долетуваа жерави и орли. Доктор Овболи ги лекуваше сите, а пари не бараше никому. Зашто какви пари можат да имаат желките и орлите? Набрагу низ шумата по дрвјата беа излепени вакви огласи: "Кој сака здрав да е и долго да векува, во болница за животни кај Овболи да се лекува." Огласите ги излепија Вања и Тања, децата од соседите, што докторот ги беше излекувал поодамна од скарлатина и сипаница. Тие многу го сакаа и со задоволство му помагаа. Глава 2. Мајмунката Чичи. Една вечер додека сите животни спиеја, некој тивко почука на докторовата врата. "Кој е?" праша докторот. "Тоа сум јас," одговори тивок глас. Докторот ја отвори вратата и во собата влезе мајмунката мршава и нечиста. Докторот ја седна на каучот и ја праша: "Што те боли?" "Шијата," рече таа и заплака. Тогаш докторот забележа дека таа на шијата има врвца. "Јас побегнав од лошиот верглар," рече мајмунката и пак заплака. "Вергларот ме тепаше, ме мачеше и насекаде ме влечеше со себе за врвцата." Докторот зеде ножици, ја пресече врвцата и ја намачка шијата на мајмунката со таква чудотворна маст, што шијата веднаш престана да ја боли. Потоа тој ја избања мајмунката в корито и даде да јаде и рече:
Живеј си кај мене, мајмунке. Не сакам да те навредуваат. Мајмунката беше многу задоволна, но токму тогаш кога таа седеше крај масата и грицкаше големи ореви со кои ја почести докторот, во собата втрча лошиот верглар. Врати ми ја мајмунката, вресна тој. Оваа мајмунка е моја. Не ја давам, рече докторот. За ништо на светот не ја давам. Не сакам да ја мачиш. Збеснетиот верглар сакаше да го зграпчи докторот Овболи за грлото, но докторот спокојно му рече: веднаш да те снема од тука, а ако крескаш, ќе ја викнам кучката Ава, а таа ќе те искаса. Ава втрча во собата и грозно рече: ррррррр. На животински јазик тоа значи: бегај, зашто ќе те укасам. Вергларот се уплаши и побегна без да се врати. Мајмунката остана кај докторот. Другите животни брзо ја засакаа и ја нарекоа Чичи. На животински јазик Чичи значи јунакиња. А Тања и Вања само што ја видоа кликнаа во еден глас: ах, колку е мила, колку е чудесна! И веднаш почнаа да си играат со неа, како со своја најдобра другарка. Си играа криенка и брканица, а потоа сите три фатени за раце се стрчаа кон морскиот брег, а таму мајмунката ги научи на веселото мајмунско оро, кое на животинскиот јазик се вика ткела. Глава 3. Доктор Овболи на работа. Секој ден кај доктор Овболи доаѓаа да се лекуваат животни: лисици, питоми, зајачиња, тулени, магариња, камилчиња. Некого го болеше стомак, некого зап. Докторот секому му даваше лек и сите тие истиот час оздравуваа. Еднаш кај Овболи дојде едно јаренце без опашка, а докторот му заши опашка. Потоа, од некоја далечна шума облеана во солзи, дојде една мечка. Таа жално овкаше. Од нејзината шепа стрчеше голем трн. Докторот го извади трнот, ја исчисти раната и ја намачка со својата чудотворна маст. На мечката веднаш и престана болката. Чака, рече мечката и весело се упати дома, во дувлото кај своите мечиња. Потоа кај докторот дојде еден болен зајак, кој за малку куртурил од кучешки заби. По него дојде болен овен, кој беше многу настинат и кашлаше. Потоа дојдоа две пилиња и доведоа еден мисир што се беше отрул од отрувни печурки. И на сите докторот им даваше лекови, и сите во ист час оздравуваа и секој му велеше чака. А потоа, кога сите болници заминаа, доктор Овболи слушна нешто како шушка зад врата. Влезете, викна докторот. Пеперутка од свеќа обгорена се најде пред вратата отворена. Докторе, почна жално да моли, помагај, крилцево ме боли. На доктор Овболи многу му дожале за пеперутката. Ја положи на дланката и долго го разгледуваше обгореното крилце. А потоа се насмевна и весело и рече на пеперутката: не тагувај, пеперутке мила, сега во овој час друго платнено крилце ќе ти сошијам јас. Ново, убаво. И појде докторот во другата соба и донесе оттаму цел куп seможни парчиња, бархетни, атласни, батистови, пасмени. Парчињата беа разнобојни: сини, зелени, црни. Докторот долго риеше низ нив и најпосле избра едно светлосино парченце со црвени дамки. Веднаш искрои со ножиците прекрасно крилце и го заши на пеперутката. Пеперутката со радосни спрозорец летна и одлета да поигра сред ливада цветна. Веселиот драк Овболи грееше од среќа и довикна: пеперутке, чувај се од свеќа. Така се расправаше докторот со своите болни до доцна вечерта. Потоа тој прилегна на каучот и сладко заспа, а на сон почнаа да му се јавуваат бели мечки, елени и моржови, но одеднаш пак некој почука на вратата. Крокодилот. Во градот, каде што живееше докторот, имаше циркус, а во циркусот живееше голем крокодил. Им го покажуваа на луѓето за пари.
На крокодилот му заболеа забите и тој дојде кај доктор Овболи да се лекува. Докторот му даде чудесни лекови и забите престанаа да го болат. Колку е убаво кај вас, рече крокодилот, обзирајќи се на сите страни и оближувајќи се. Имате многу зајачиња, птици, глувци и сите тие се толку угоени и вкусни. Дозволете ми да останам кај вас за секогаш. Не сакам да се враќам кај сопственикот на циркусот. Тој лошо ме храни, ме тепа, ме навредува. Остани, му рече докторот. Само внимавај. Ако изедеш макар едно зајаче, макар едно врапче, ќе те избракам надвор. Добро, рече крокодилот и воздивна. Ви ветувам, докторе, дека нема да јадам ни зајаци, ни верверици, ни птици. И почна крокодилот да живее кај докторот. Тој беше тивок и мирен. Никого не задеваше. Си лежеше под креветот и си размислуваше за своите сестри и браќа што живеат далеку, далеку во жешката Африка. Докторот го засака крокодилот и често си разговараше со него, но лошата Варвара не можеше да го поднесува. Крокодилот и постојано бараше од докторот да го истера. Не сакам ни да го видам, врескаше таа. Тој е толку одвратен, забест. И се што ќе допре ќе запусти. Вчера го изете моето зелено здолниште што стоеше онаму на прозорецот. Добро сторил, рече докторот. Облеката треба да се чува во шифонер, а не да се метка по прозорецот. Заради тој одвратен крокодил, продолжуваше Варвара. Луѓето се плашат да доаѓаат во твојот дом. Доаѓаат само сиромасите. А ти и од нив не земаш пари. И ние сега толку сме осиромашиле, да немаме со што ни леп да си купиме. Не ми се потребни пари, одговори Овболи. Мене и без пари ми е прекрасно. Животните ќе не нахранат и мене и тебе. Пријателите му помагаат на докторот. Варвара ја кажа вистината. Докторот остана без леп. 3 дни тој седеше гладен. Немаше ни пари. Животните што живееја кај докторот видоа дека тој нема што да јаде, па почнаа да го хранат. Бовот Бумбо и прасето Гругру направиат во дворот крадина. Прасето копаше со рилото, а Бумбо садеше компири. Кравата секој ден наутро и навечер го гостеше докторот со своето млеко. Кокошката му носеше јајца. И сите почнаа да се грижат за докторот. Кучката Ава го метеше подот. Тања и Вања заедно со мајмунката Чичи му носеа вода од изворот. Докторот беше мощно задоволен. Никогаш кај мене, во мојата куќичка, не било толку чисто. Ви благодарам, деца и животни, за вашата работа. Децата весело се насмевнуваа, а животните одговараа во еден глас. Карабуки, марабуки, бу. На животинскиот јазик тоа значи: како би можеле да ти помагаме и да те служиме? Па ти си нашиот најдобар пријател. А кучката Ава го лизна по образот и рече: абузо бах. На животински јазик тоа значи: ние никогаш нема да те напуштиме и секогаш ќе ти бидеме верни пријатели. Ластовичката. Една вечер бувот Бумбо рече: тишина, потивко. Некој грепка зад вратата? Изгледа како да е глушец. Сите се вслушнаа, но ништо не можеа да слушнат. Пред вратата нема никој, рече докторот. Тоа тебе само така ти се присторило. Не ми се пристори, се противстави бувот. Јас слушам дека некој грепка. Тоа е или глушец или птица. Вие би можеле веќе да ми поверувате. Ние бувовите слушаме повеќе од луѓето. Бумбо не се излажа. Мајмунката ја отвори вратата и догледа на прагот ластовичка. Ластовичка, зимно време, какво чудо! Нели ластовичките не го поднесуваат студот и штом ќе настапи есента се селат во топлата Африка? Кутрата, колку е студено, стои на снегот и трепери. Ластовичке, свика докторот, влези во собата и стопли се до печката. Прво ластовичката се плашеше да влезе. Таа виде дека во собата леши крокодилот и си помисли дека ќе ја изеде, но мајмунката Чичи и рече дека тој крокодил е многу добар. Тогаш ластовичката влезе во собата, се сврте, разгледа наоколу и праша: Чируто кисафа мак? На животински јазик тоа значи: кажете ми, ви се молам,
Тука ли живее прочуениот доктор Овболи? Овболи, тоа сум јас, рече докторот. Имам голема молба до вас, рече ластовичката. Вие морате веднаш да појдете во Африка. Јас намерно долетов од Африка, за да ве повикам да дојдете таму. Таму во Африка живеат мајмуни, а сега тие мајмуни се болни. Што ги боли? Праша докторот. Ги болат стомаците, рече ластовичката. Тие лежат на земјата и плачат. Има само еден човек што може да ги спаси. Тоа сте вие. Земете со себе лекови и да одиме во Африка. Ако не појдете таму, сите мајмуни ќе умрат. Ах, рече докторот. Јас со радост ќе појдам во Африка. Јас ги сакам мајмуните и многу ми е жал што се болни. Но јас немам брод, зашто за да се појде во Африка треба да имам брод. Кутрите мајмуни, рече крокодилот. Ако докторот не појде до Африка, сите тие треба да умрат. Само тој може да ги излекува. Крокодилот заплака со такви големи солзи, од што по подот потекоа 2 поточиња. Одеднаш, докторот Овболи свика. Како и да е, ќе појдам во Африка. Како и да е, ќе ги излекувам болните мајмуни. Се сетив дека мојот познајник, стариот морнар Робинзон, што јас еднаш го излекував од лоша треска, има прекрасен брод. Тој ја зеде шапката и појде кај морнарот Робинзон. Здраво да си, морнар Робинзоне, рече тој. Биди добар и дај ми го твојот брод. Сакам да појдам до Африка. Таму, недалеку од пустината Сахара, се наоѓа чудесната мајмунска земја. Добро, рече морнарот Робинзон. Ке ти го дадам бродот со задоволство. Бидејќи ти ми го спаси животот, јас сум готов да извршам секаква услуга. Но гледај да ми го вратиш бродот назад, зашто друг брод немам. Сигурно ќе го вратам, рече докторот. Не плаши се. Јас би сакал да појдам само до Африка. Земи го, повтори Робинзон. Но гледај да не го разбиеш на некои подводни карпи. Не плаши се, нема да го разбијам, рече докторот и му се заблагодари на морнирот Робинзон, па побрза да се врати дома. Животни, подгответе се, извика тој. Утре патуваме за Африка. Животните многу се израдуваа. Почнаа да скокаат и да плескаат со дланките. Најмногу од сите се радуваше мајмунката Чичи. Одиме во Африка! Иха оја! Африка, Афритка, татковино моја! Јас нема сите животни да ги водам во Африка, рече доктор Овболи. И жињата, лијаците и питомите за јачиња треба да останат кај мене дома. Заедно со нив ќе остане и конјот. Ќе ги водам со себе крокодилот, мајмунката Чичи и папагалот Карудо, затоа што нивното потекло е од Африка. Таму живеат нивните родители, браќа и сестри. Освен нив, јас ќе ги водам и Ава, Кика, Бумбо и прасето Гругру. А нас, вреснаа Тања и Вања. Та зар ние да останеме без тебе? Да, рече докторот и цврсто им ги стисна рацете. До гледање, драги другарчиња. Вие останувате тука и ќе уживате во градината и овоштарникот. Ние брзо ќе се вратиме. Јас ќе ви ги донесам од Африка чудесните подароци. Тања и Вања ги наведнаа главите, но подразмислија малку, па му рекоа. Што да се прави? Ние сме уште мали. Среќен пат, а кога ќе пораснеме, без друго ќе појдеме со тебе на патување. Како да не? Рече Овболи. Само потребно е уште малку да пораснете. Во Африка. Животните си ги подготвија багажот и кинисаа на пат. Дома останаа само зајаците ежовите, питомите зајаци или јаците. Кога дојдоа до морскиот брег, животните догледаат чудесен брод. Наблизу, на една височинка стоеше морнарот Робинзон. Вања и Тања, заедно со прасето Гругру и мајмунката Чичи, му помогнаа на докторот да ги внесе торбите со лекови. Сите животни се искачија на бродот и веќе посакаа да почне патувањето, кога докторот одеднаш почна силно да вика. Причекајте, ви се молам! Што се случило? Праша крокодилот. Причекајте, викаше докторот. Па јас не знам каде е Африка, треба да појдам да се распрашам. Крокодилот се засмеа. Не оди, смири се. Ластовичката ќе ти покаже каде треба да се плови. Таа често престојува во Африка.
Ластовичките секоја есен прелетуваат до Африка. Се разбира, рече ластовичката. Со задоволство ќе ти го покажам патот дотаму. И таа летна пред бродот, покажувајќи му го на доктор Овболи патот. Таа леташе кон Африка, а доктор Овболи го управуваше бродот по нејзиниот лет. Каде ластовичката, таму и бродот. Ноќите беа темни и ништо не се гледаше. Не се гледаше ни ластовичката. Тогаш таа палеше фенерче. Го земаше во клунчето и леташе со него. Така што, докторот и ноќно време можеше да управува со бродот. Патуваат тие, патуваа и одеднаш гледаат. Во преслед им лета жераф. Кажете ви се молам, дари на вашиот брод се наоѓа прочуениот доктор Овболи? Да, одговори крокодилот. Прочуениот доктор Овболи се наоѓа на нашиот брод. Замолете го докторот ако може да плови побрзо, рече жеравот, зашто на мајмуните им станува се полошо и полошо. Кој знае дали ќе го дочекаат докторот? Не грижете се, рече крокодилот. Ние се движиме со полни едра. Мајмуните нема долго да чекаат. Се зарадува жиравот кога го слушна тоа и одлета назад, да им јави на мајмуните дека доктор Овболи веќе е близу. Бродот пловеше брзо по брановите. Крокодилот лежеше на палубата и одеднаш виде дека во пресрет на бродот пливаат делфини. Кажете ви се молиме, плови ли на овој брод прочуениот доктор Овболи? Прашаа делфините. Да, одговори крокодилот. Прочуениот доктор Овболи плови на овој брод. Бидете добри и замолете го докторот да полови побрзо, зашто на мајмуните им станува се полошо и полошо. Не грижете се, им одговори крокодилот. Ние се движеме со полни едра. Мајмуните нема долго да чекаат. Едно утро докторот му рече на крокодилот. Што е тоа пред нас? Каква е тоа голема земја? Јас мислам дека е Африка. Да, тоа е Африка, извика крокодилот. Африка, Африка, набрдо ние ќе бидеме во Африка. Јас ќе видам ноеви, ќе видам носорози, ќе видам слонови. Африка, Африка, иха, иха, оја, Африка, Африка, татковино моја. Бура. Се крена силна бура. Дошт, ветер, секавици, громови. Брановите се кренаа толку високо, да беше страшно да се гледа во нив. И одеднаш, трастар, рарас, се разнесе стравичен тресок, а бродот се сврте настрана. Што е тоа, што е тоа? Праша докторот. Бродолом! Закреска папагалот. Нашиот брод наледа на карпа и се разби. Ние тонеме. Спасувајте се кој можете. Но јас не умеам да пливам. Почна да вреска Чичи. Ни јас не умеам. Почна да се дере и Гругру. И сите горко заплакаа. За среќа, крокодилот ги качи врз својот широк грб и низ брановите заплива право кон брегот. Ура! Сите се спасени! Сите среќно го допреа брегот на Африка, но нивниот брод настрада. Огромен бран налета на него и го раздроби на малечки парчиња. Како потоа тие ќе се вратат дома? Друг брод немаат. И што ќе му речат на морнарот Робинзон? Се стемни. Докторот и сите негови животни веќе не можеа да му се опираат на сонот. Беа мокри се до коските и беа преморени. Но докторот не мислеше за одмор. Брзо, брзо напред, треба да брзаме. Кутрите мајмуни се болни, треба да ги спасиме. Тие ме чекаат да ги излекувам. Докторот намака. Тогаш, кај докторот долета Бумбо и му рече со исплашен глас. Тивко, Тивко, некој доаѓа, слушам нечии чекори. Сите застана и се вслушаа. Од шумата излезе некако фрунтав старец со долга бела брада и се развика. Што правите тука? И кој сте вие? И зошто сте дошле? Јас сум доктор Овболи, рече докторот. Допатува во Африка за да ги излекувам болните мајмуни. Ха-ха-ха, се засмеа рунтавиот старец. Да ги излекува болните мајмуни? А знаете ли вие каде сте дојдени? Не знам, рече докторот. Каде? Кај разбойникот Бармалеј. Кај Бармалеј, свика докторот. Бармалеј е најлошиот човек во целиот свет, но ние побрзо ќе умреме отколку да му се препуштиме на разбойникот.
Да бегаме од тука, кон нашите болни мајмуни. Тие плачат, тие чекаат и ние сме должни да ги излекуваме. Не, рече рунтавиот старец и уште посилно се засмеа. Одовде вие нема да одите нигде. Бармалеј ги убива сите што ќе му спаднат во плен. Да бегаме, викаше докторот. Да бегаме, ние можеме да се спасиме. Ние ќе се спасиме. Но тогаш пред нив се најде самиот Бармалеј и мавтајчи со сабијата почна да вика. Вие мои верни слуги, фатете го овој глупав доктор со неговите глупави животни и ставете го в затвор за решетки. Утре јас ќе се расправам со него. Се стрчаа старите слуги на Бармалеј, го фатија докторот, го фатија крокодилот, ги фатија сите животни и ги поведоа кон затворот. Докторот храбро им се отимаше. Животните касаа, клоција, се отимаа, но непријатели имаше многу. Непријателите беа посилни. Тие ги збутаа своите пленици в затвор, а рунтавиот старец ги заклучи. Клучот му го предаде на Бармалеј. Бармалеј го зеде со себе и го скри под својата перница. Кутрите, ние кутрите, рече Чичи. Од овој затвор никогаш нема да се измолкнеме. Зидовите се цврсти, а вратата железна. Никогаш ние веќе не ќе видиме ни сонце, ни цвеќиња, ни дрвја. Кутрите ние, кутрите! Прасето го загрувка. Кучката почна да лае, а крокодилот заплака со толку крупни солзи, од што на подот се направи голема бара. Подвигот на папагалот Карудо. Докторот им рече на животните: другари мои, ние не треба да очајуваме. Ние сме должни да се извлечиме од овој проклет затвор. Нас не очекуваат болните мајмуни. Престанете да плачете. Хајде да поразмислиме како да се спасиме. Не, мил докторе, рече крокодилот и уште посилно заплака. Никако не можеме да се спасиме. Со нас е веќе свршено. Вратата на нашиот затвор е направена од цврсто железо. Зар ќе можеме да урнеме ваква врата? Утре рано штом ќе се раздени, кај нас ќе дојде Бармалеј и ќе не испотепа сите до еден. Шатката кика почна да лелека. Чичи длабоко воздивна, но докторот рипна на нозе и кликна со весела насмевка. Сите ние ќе се спасиме од затворот. И тој го повика кај себе папагалот Карудо и нешто му прошепна. Му шепна толку тивко, та никој освен папагалот не го слушна. Папагалот кимна со главата. Се насмеа и рече: добро. А потоа дојде до решетката, се протна меѓу железните шипки, излета на улицата и право кон куќата на Бармалеј. Бармалеј цврсто спиеше во својот кревет, а под перницата го беше скрил огромниот клуч. Тој клуч со кој беше заклучена железната врата на затворот. Папагалот се провлече до Бармалеј тивко. Тивко и внимателно го извлече клучот од подперницата. Ако се слушаше разбојникот да се разбуди, тој без размислување ќе ја оттепаше бестрашната птица. Но за среќа, разбојникот спиеше доволно цврсто. Храбриот Карудо го зграбчи клучот и со сите сили и колку што можеше побрзо полета назад, кон затворот. Уф, колку беше тежок тој клуч! Карудо за малку ќе го испушташе, но сепак долета до затворот и право на прозорецот. Кон доктор Овболи. Колку се зарадува докторот кога виде дека папагалот му го донесе клучот од затворот. Ура, ние сме спасени, викна тој. Да бегаме побрзо додека Бармалеј уште не се разбудил. Докторот го зеде клучот, ја отвори вратата и истрача на улицата, а по него сите негови животни. Слобода, слобода, ура! Ти благодариме, храбар Карудо, рече докторот. Ти не спаси од смрт. Ако не беше ти, ние ќе бевме изгубени, а заедно со нас ќе страда и кутрите болни мајмуни. Не, рече Карудо. Ти беше тој што ме научи што треба да правам за да го измолкнеме од затворот. Побрзо, побрзо кон болните мајмуни, рече докторот и брзо вшмугна во шумскиот густеж, а веднаш по него сите негови животни. По мајмунскиот мост. Кога Бармалеј разбра дека доктор Овболи избегал од затворот, страшно се налути. Очите му засветкаа, почна да тропка со нозете. Вие, слуги мои верни, почна да вреска.
Трчајте во потера по докторот. Фатете го и доведете го тука. Слугите се растрчаа низ шумата и почнаа низ грамушките да го бараат доктор Овболи. А во тоа време, доктор Овболи со сите своји животни се пробиваше низ Африка, кон мајмунската земја. Тој одеше мошне брзо. Прасето Гругру, кое имаше куси нозе, не можеше да оди рамно со нив. Докторот го зеде на раце и го понесе. Прасето беше тешко и докторот многу се измори. Ех, колку би сакал да починам, рече тој. Ех, ќе дојдеме ли брзо до мајмунската земја? Чичи се изјази на едно високо дрво и силно се развика. Јас ја гледам мајмунската земја. Мајмунската земја е блиску. Скоро, многу скоро ние ќе бидеме во мајмунската земја. Докторот се засмеа од радост и побрза напред. Болните мајмуни оддалеку го забележаа докторот и почнаа да плескаат со дланките. Ура! Ни дојде доктор Овболи! Доктор Овболи веднаш ќе не излекува и сите ние утре ќе бидеме здрави. Но тогаш од грамушките истрчаа слугите на Бармелеј и се спуштија да го гонат докторот. Држете го, викаа тие. Докторот бегаше со крајни сили, но одеднаш пред него се испречи река. Понатаму веќе не можеше да бега, а реката беше широка и не можеше да се преплива. Уште за минутка две и слугите на Бармалеј ќе го зграпчат. Ех, кога преку рекава би постоел мост. Докторот ќе го претрча мостот и веднаш ќе се најде во мајмунската земја. Кутрите, рече прасето Гругру. Како ли ќе поминеме на другата страна? За минутка само овие злосторници ќе не фатат и пак ќе не турнат во затворот. Тогаш еден мајмун почна да креска. Мост, правете мост, побрзо, не губете ни минутка, правете мост. Докторот се сврте наоколу. Мајмуните немаат ни железо ни камења. Од каде ли ќе направат тие мост? Но мајмуните изградија мост. Не од железо, не од камења, туку од живи мајмуни. На брегот на реката растеше дрво. За тоа дрво се фати еден мајмун, а друг се фати за неговиот опаш. Така, сите мајмуни се изнафатија како долг синџир меѓу двата брега на реката. Еве ти го мостот, почнаа да му викаат тие на докторот. Докторот го фати бувот бумбу и се стрча преку мајмуните, по нивните глави, грбови, а по него сите негови животни. Побрзо, викаа мајмуните, побрзо. Тешко беше да се оди по живиот мајмунски мост. Животните се плашеа да не се лизнат и да не се струполат во реката. Но немаше опасност. Мостот беше сигурен. Мајмуните цврсто се држеа еден за друг и докторот брго премина на другиот брег на реката, заедно со сите своји животни. Побрзо! Ги забрзуваше докторот своите животни. Не треба да се забавиме нит минутка. Пак ќе не стигнат прогонувачите. Гледајте, им тие претрчуваат преку мајмунскиот мост. Сега ќе се префрлат на овој брег. Побрзо. Но што е тоа? Што се случи? Гледајте, токму насред мост еден мајмун ги пушти рацете. Мостот се скина и од голема височина слугите на Бармалеј се ничкосаа во водата. Ура! Се развревија мајмуните. Ура! Доктор Овболи е спасен. Сега нема од кого да се плаши. Ура! Прогонувачите не успеаја да го фатат. Сега тој ќе ги излекува нашите болни. Тие се тука, тие се близу. Тие стенкаат и плачат. Глупавите животни. Доктор Овболи побрза низ болните животни. Тие лежеа на земјата и овкаа. Беа тешко болни. Докторот почна да ги лекува мајмуните. Потребно беше на секој мајмун да му се даде лек. На еден капки, на друг прашок. Потребно беше на секој мајмун да му се стави на главата студена крпа, а на градите и грбот облоки од синап. Болни мајмуни имаше многу, а докторот беше сам. А сам, со толку работа, не можеше да излезе накрај. Кика, крокодилот Карудо и Чичи му помагаа колку што можеа подобро, но набргу се уморија, па докторот мораше да бара други помошници. Појде тој во пустината таму каде што живее лавот. Бидете добар, му рече тој на лавот. Помогнете ми, ви се молам, да ги излекувам мајмуните. Лавот беше горд. Тој смуртено гледаше во доктор Овболи. А знаеш ли ти кој сум јас? Јас сум лавот. Јас сум цар на сите животни. И ти се осмелуваш да ме молиш да лекувам некакви си мајмуништа? Тогаш докторот појде кај носорозите. Носорози, рече тој. Помогнете ми да ги лекувам мајмуните. Тие се многу, а јас сум сам.
Со сета таа работа не можам сам да излезам на крај. Носорозите се насмеа и им одговорија. Ке ти помагаме, како не, биди ни благодарен што досега уште не сме те продупчиле со своите рогови. Многу им се налути докторот на злите носорози и појде во соседната шума, таму каде што живееја шарените тигрови. Тигрови, тигрови, помогнете ми да ги лекувам мајмуните. Ррррррр, одговорија шарените тигрови. Оди си додека си жив и здрав. Докторот си замина и откајнив, мош ненажален. Но набрагу лошите зверови жестоко беа казнети. Кога лавот се врати дома, лавицата му рече: нашето малечко синче се разболе, цел ден плаче и стенка. Каква несреќа е што во Африка го нема прочуениот доктор Овболи. Тој лекува на чудесен начин, затоа сите него го сакаат. Тој би го излекувал нашиот син. Доктор Овболи е тука, рече лавот. Ене, зато ни е палми, во мајмунската земја. Јас пред малку разговарав со него. Каква среќа, се зарадува лавицата. Трча и викни го да дојде кај нашиот син. Не, рече лавот. Јас нема да појдам кај него. Тој нема да го лекува нашиот син, зашто јас го навредив. Си го навредил доктор Овболи? Но што да правиме сега? Та не знаеш ли те дека доктор Овболи е најдобриот, најпознатиот доктор? Тој единствен од сите луѓе знае да зборува поживотински. Тој ги лекува тигрите, крокодилите, зајаците, мајмуните, жабите. Да, тој ги лекува дури и жабите, затоа што е многу добар. И таков човек ти можеше да навредиш? И го навреди толку многу, што сега баш кога син ти е болен, што ќе правиш сега? Лавот молчеше, не знаеше што да рече. Оди кај тој доктор, му се развика лавицата, и речи му дека си дошол да бараш да ти прости. Помогни му со се што можеш. Работи се што тој ќе ти рече и замоли го да го излекува и нашето болно синче. Немаше друг излез. Лавот мораше да дојде кај доктор Овболи. Здраво живо, рече тој. Јас дојдов да барам прошка за мојата грубост. Јас сум готов да ви помогнам. Готов сум да им давам на мајмуните лекови и да им ставам студени облоги. И почна лавот да му помага на доктор Овболи. 3 дни и 3 ноќи тој помагаше во лекувањето на болните мајмуни, а потоа му се приближи на доктор Овболи и плашливо праша. Мене ми се разболе синчето. Јас него многу го сакам. Ви се молам, бидете добри, излегувајте го моето лавче. Добро, рече докторот, со задоволство. Денес јас ќе го излекувам вашето синче. И појде тој до пештерата на лавот и му даде на неговиот син таков лек, што лавчето по 1 час беше сосем здраво. Лавот се зарадува, но се чувствуваше неудобно. Се срамуваше дека го беше навредил добриот доктор. Потоа се разболеа и децата на носорозите, и тигрите. Овболи веднаш ги излекува и нив. Тогаш носорозите и тигровите рекоа: нам многу ни е жал што ве навредивме. Ништо, рече докторот. Следниот пат ќе бидете поумни. А сега дојдете со мене и помогнете ми да ги лекувам мајмуните. Подарок. Животните толку добро му помагаа на докторот, од што болните мајмуни набрзо оздравеа. Му благодариме на докторот, рекоа тие. Тој не излекува од ужасната болест и затоа ние сме должни да му подариме нешто многу убаво. Ќе му подариме такво животно какво што луѓето никогаш не виделе, какво што нема ни во циркусот, ни во зоолошката градина. Ќе му подариме Камила, извика еден мајмун. Не, рече Чичи. Камила не му е потребна. Камила тој видел, сите луѓе виделе Камили и во зоолошките градини и во циркусот. Тогаш Ној, извика друг мајмун. Ќе му подариме Ној. Не, рече Чичи. Тој видел и Ноеви, а дали видел Тегнитуркај? Праша трет мајмун. Не, Тегнитуркај тој никогаш не видел, одговори Чичи. Не постои човек кој кога е да било видел Тегнитуркај. Добро, рекоа мајмуните. Сега ние знаеме што да му подариме на докторот. Ќе му подариме Тегнитуркај. Тегнитуркај. Луѓето никогаш не виделе Тегнитуркај, затоа што тегни буткачите се плашат од луѓето. Штом ќе забележат човек, се кријат во џбуновите. Другите животни можете да ги фатите кога ќе заспијат и ќе ги склопат очите. Вие ќе им се доближите одзади и ќе ги фатите за опаш. Но не можете да се доближите до тегни буткај, одназад, затоа што кај него и одзади постои иста глава како и однапред. Да, тој има 2 глави
една напред, друга назад. Кога ќе посака да спие, тогаш прво му спие едната глава, а потоа другата. Одеднаш тој не спие никогаш. Едната глава спие, а другата гледа наоколу за да не се прикадува некој. Ете, зошто на ниеден ловец не му успеало да фати тегнибуткај. Ете зошто во ниеден циркус, ниту пак во зоолошка градина, нема такв ѕвер. Мајмуните решија да фатат тегнитуркај за доктор Овболи. Тие дотрчаа до џбуновите и брзо го пронајдоа местото каде што беше засолнет еден тегнибуткај. Тој ги догледа и рипна да бега, но тие го заобиколија, го фатија за роговите и рекоа: "Мил тегнитуркај, дали ќе сакаш да појдеш заедно со доктор Овболи далеку и да живееш во неговата куќа со сите животни? Таму ќе ти биде убаво, ќе бидеш сит и весел." Тегнитуркај ги заниша двете глави и одговори со двете усти: "Не, докторот е добар," рекоа мајмуните. "Тој ќе те храни со медени колачи и ако се разболеш, тој ќе те излекува од секаква болест." "Како и да е," рече тегнитуркај, "јас сакам да си останам тука." 3 дни го наговараа мајмуните и најпосле тегнитуркај рече: "Покажете ми го тој многу фален доктор, сакам да го видам." Мајмуните го доведоа тегнитуркај кон кучичката во која живееше докторот и почукаа на вратата. "Влезете," рече Кика. Чичи со гордост го воведе во собата двоглавото животно. "Што е ова?" праша зачудено докторот. Никогаш тој не беше видел вакво чудо. "Ова е тегнитуркај," одговори Чичи. "Тој сака да се запознае со тебе. Тегнитуркај е најреткото животно во нашите африкански шуми. Земи го со себе на бродот и нека живее тој во твојата куќа." "А ќе сака ли тој да појде со мене?" "Со задоволство ќе дојдам," неочекувано рече тегнитуркај. "Јас веднаш сватив дека ти си добар, имаш толку добри очи и животните многу те сакаат, а знам дека и ти ги сакаш. Но вети ми дека ако кај тебе ми биде здодевно, ќе ме пуштиш да се вратам дома." "Се разбира ќе те пуштам," рече докторот, "но тебе ќе ти биде толку добро кај мене, та не ќе сакаш да си одиш." Точно, вистина е," почна да креска Чичи. "Нашиот доктор е толку весел, толку смел. Во неговиот дом ние живееме мошно и удобно, а во соседството на 2 чекора од него живеат Вања и Тања. Тие силно ќе те засакаат и ќе ти станат мошни блиски пријатели." "Ако е така, се согласувам, ќе појдам," весело рече тегнитуркај и долго му кимаше на Овболи, де со едната, де со другата глава. Мајмуните се збогуваат со докторот. Тогаш мајмуните дојдоа кај докторот и го поканија на ручек, а веќе беа приготвиле чудесен проштален ручек. Јаболка, мед, банани, урми, портокали, кајси, ананас, ореви, суво грозје. "Да живее доктор Овболи," викаат тие. "Тој е најдобриот човек на земјата." Потоа мајмуните оттрчаа во шумата и оттаму дотркалаа огромен тежок камен. "Овој камен," рекоа тие, "ќе стои на местото каде доктор Овболи ги лекуваше болните. Тоа ќе биде споменик на најдобриот доктор." Докторот ја извади шапката, се поклони пред мајмуните и рече: "До гледање, драги пријатели. Ви благодарам за вашата љубов. Скоро јас пак ќе дојдам кај вас. А до тоа време јас ќе ви ги оставам крокодилот, папагалот Карудо и мајмунката Чичи. Тие се родени во Африка, нека останат во Африка. Тука живеат нивните браќа и сестри. До гледање." Не, свикаа во еден глас и крокодилот и Карудо и мајмунката Чичи. "Ние ги сакаме своите браќа и сестри, но ние не сакаме да се делиме од тебе." "И мене ќе ми биде здодевно без вас," рече докторот, "но вие нема за секогаш да останете тука. По 3-4 месеци јас ќе дојдам тука и ќе ве земам назад. И ние пак сите ќе живееме и ќе работиме заедно." "Ако е така, ќе останеме," одговорија животните, "но гледај да дојдеш поскоро." Докторот пријателски се прости со сите и бодро зачекори по патот. Мајмуните тргнаа да го испратат. Секој мајмун сакаше да му ја стегне раката на докторот, а бидејќи имаше многу мајмуни, тие му ја стискаа до вечерта. Од тоа докторот го заболе раката, а вечерта се случи несреќа. Што току помина преку реката, доктор Овболи пак се најде во земјата на разбойникот Бармалеј. "Пшшт," прошепоти Бумба. "Зборувајте ви се молам потивко, зашто пак можеме да се најдеме в затвор." Нови маки и радости. Уште и не ги дорече таа зборовите,
А од темната шума истрчаа слугите на Бармалеј и се спуштија по добриот доктор. Тие од поодамна го чекаа. Аха, свика, најпосле ќе те фатиме. Сега не ќе можеш да ни избегаш. Што да се прави? Каде да се скрие од немилосрдните непријатели? Но докторот не се збрка. Во еден миг тој рипна врз грбот на Тегнитуркај, а овој летна да трча како најбрз конј. Слугите на Бармалеј по него, но бидејќи Тегнитуркај имаше две глави, со задната ги касаше сите што ќе успеаја да му се доближат, а некого ќе зафатеше и со роговите ќе му се фрлаше во трнливите џбунови. Се разбира дека Тегнитуркај не ќе можеше сам да се пресмета со сите злосторници, но кон докторот побрзаа на помош сите негови верни другари и пријатели. Од негде се појави крокодилот и почна да ги фаќа разбојниците со голите петици. Кучката Ава се стрча кон нив со страшно жржење. Ги соборуваше на земја и им забиваше остри заби во грлата. А згора на гранките на дрвата скокаше мајмунката Чичи и мавеше по разбојниците со големи ореви. Разбојниците паѓаа, стенкаа од болка и на крајот на криштата мораа да одстапат. Засрамени и поразени исчезнаа во грамушките. Ура! Викаше Овболи. Ура! Викаа животните. А прасето Гругру рече: но сега можеме да починеме, да прилегнеме тука на тревата. Се изморевме, сакаме да спиеме. Не, пријатели мои, рече докторот. Ние мораме да брзаме. Ако се завлечкаме, свршено е со нас. И сите колку што им дозволуваа силите забрзаа напред. Наскоро Тегнитуркај го донесе докторот на брегот од морето. Тамо во еден мал залив под високи карпи стоеше голем и убав брод. Тоа беше бродот на Бармалеј. Спасени сме, се зарадува докторот. На бродот немаше ниту еден човек. Докторот со сите своји пријатели, животни, брзо се качи на бродот, ги распна едрата и се приготви да излезе на отворено море. Но само што се одлепи од брегот, наеднаш од шумата истрча Бармалеј. Стој, свика тој, стој, почекај, каде го возиш мојот брод? Врати се веднаш. Не, му довикна докторот на разбојникот, не сакам да се враќам кај тебе. Ти си толку жесток и зол. Ти ги мачеше моите животни. Ти ме фрли в затвор и сакаше да ме убиеш. Ти си мој непријател, јас те мразам и го земам твојот брод за да не можеш понатаму да разбојникуваш по морето, за да не ги ограбуваш незаштитените бродови што минуваат крај твоите брегови. Бармалеј страшно се налути. Трчаше по брегот, се закануваше, ги стегаше тупаниците, фрлаше по бродот огромни камења, но доктор Овболи само му се смееше. Тој отплови со бродот на Бармалеј право кон својата земја и по неколку дни го допре родниот брег. Тегнитуркај и Варвара. Ава, Бумба, Кика и Гругру многу се зарадуваа што се вратија дома. На брегот тие ги видоа Тања и Вања кои скокаа и играа од радост. До нив стоеше и морнарот Робинзон. Здраво живо, морнару Робинзон, извика доктор Овболи од брегот. Здраво живо, докторе, одговори морнарот Робинзон. Добро ли ти беше патувањето? Успеа ли да ги излекуваш болните мајмуни? И кажи, каде го остави мојот брод? Ах, одговори докторот, твојот брод потона. Тој се разби во карпите до самиот брег на Африка. Но јас ти довезов нов брод, а тој е подобар од твојот. Ти благодарам, рече Робинзон. Гледам јас, тој е одличен брод. И мојот беше добар, а овој е просто чудесен. Толку е голем и убав. Докторот се збогува со Робинзон, седна врз гробот на Тегнитуркај и преку улиците на градот се упати кон својот дом. По секоја улица кон него истрчуваа гуски, мачки, мисирки, кучиња, прасиња, крави, коњи и силно извикуваа: Малакуча, малакуча! По животински тоа значи: да живее доктор Овболи. Од целиот град се сјатија птиците, летаа над главата на докторот и му пееја весели песни. Докторот беше среќен што се вратил дома. Во неговата соба, како и порано, живееја ежиња, зајаци и верверици. Од прво тие се исплашија од Тегнитуркај, но потоа привикнаа на него и го засакаа. А Тања и Вања, кога го видоа Тегнитуркај, се засмеаја, засвиркаа, заплескаа со рацете од радост. Вања му ја пригарна едната шилја на Тегнитуркај, а Тања другата. Цел час тие го милуваа и го мазнеа, а потоа се фатија за раце и радосно заиграат кела, весел животински танц на кој ги беше научила Чичи. Гледате, рече доктор Овболи,
Јас го исполнив своето ветување. Ви доведов од Африка чудесен подарок, каков што на децата никогаш не им е подарен. Мене ми е многу драго што тој ви се допадна. Во прво време Тегнитуркај се плашеше од луѓето, се криеше на таванот или во визбата, а потоа свикна и почна да излегува во градината, па дури му се допаднаа што луѓето доаѓаат да го гледаат и го нарекуваат чудо на природата. Не помина речиси ни цел месец, а тој заедно со Тања и Вања весело шеташе по улиците на градот. Му се доближуваа и други деца и го молеа да го поноси малку на грб. А тој никого не одбиваше. Веднаш се спушташе на коленици, децата се качуваа на неговиот грб, а тој ги шеташе низ целиот град, дури до морето, весело климајки со своите две глави. Тања и Вања извлегоа во неговата долга грива разнобојни ленти и на двете уши обесија по едно сребрено звонче. Звончињата убаво звонеа, па кога Тегнитуркај одеше низ град, оддалеку се слушаше дин-дин, дин-дин, дин-дин. Слушајќи го тој звон, сите жители на градот излегуваа вон уште еднаш да го видат тоа чудесно животно. И лошата Варвара посака да јава малку врз грбот на Тегнитуркај. Таа седна врз грбот на животното и почна да го удира со чадорот. Трчај побрзо, двоглаво магаре! Тегнитуркај се разлути, се искачи на високиот рид и ја фрли Варвара в море. Помагајте, спасувајте! Почна да вриска Варвара, но никој не сакаше да ја спаси. Варвара почна да тоне. Ава, мила Ава, помогни ми да дојдам до брегот, викаше таа. Но Ава одговори. Рррррр. На животински јазик тоа значи: не сакам да ти помогнам затоа што си зла и грда. Наблизу пловеше стариот морнар Робинсон со својот брод. Тој дофарли на Варвара јаже и ја извлече од водата. Во исто време, покрај брегот поминуваше и доктор Овболи со своите животни. Тој му довикна на морнарот Робинсон. Води ја некаде подалеку. Јас не сакам таа да живее во мојата куќа и да ги маче моите драги животни. Морнарот Робинсон ја одвезе далеку на еден пуст остров, каде таа не можеше никого да навредува. А доктор Овболи среќно си заживеа со својата мала куќичка и од утро до мрак ги лекуваше птиците и животните што долетуваа и доаѓаа кај него од сите страни. Така поминаа 3 години и сите беа среќни. Втор дел. Пента и морските пирати. Пештера. Доктор Овболи многу сакаше да шета. Секоја вечер по завршената работа тој го земаше чадорот и одеше со своите животни некаде в шума или в поле. Покрај него чекореше Тегнитуркај, пред нив одеше шатката Кика, а одзади кучката Ава и прасето Гругру, а на докторовото рамо стоеше стариот був Бомбо. Тие одеа доста далеку и кога доктор Овболи ќе се измореше, ќе се качеше на Тегнитуркај и така весело одеа по шумите и ридовите. Еднаш шетајќи така тој виде на морскиот брег пештера. Посака да влезат, но пештерата беше затворена. На вратата висеше голем катинар. Што мислите? Рече Ава. Што е скриено во пештерата? Може би внатре има медени колачиња, рече Тегнитуркај, кој од се на светот најмногу ги сакаше медените колачиња. Не, рече Кика, таму има бомбони и ореви. Не, рече Гругру, таму има јаболка, жејади, цвекла, моркови. Треба да најдеме клуч, рече докторот. Појдете и побарајте клуч. Животните се распрснаа на сите страни и почнаа да бараат клуч од пештерата. Бараа под секој камен, под секоја грмушка, но нигде клуч не најдоа. Тогаш тие повторно се собраа кај заклучената врата и почнаа да ѕиркаат низ пукнатината. Но во пештерата беше темно и тие ништо не видоа. Одеднаш бувот Бумбо рече: Тивко, Тивко, мене ми се причинува дека во пештерата има нешто живо. Внатре е или човек или животно. Сите почнаа да слушуваат по нешто, но ништо не слушнаа. Доктор Овболи му рече на бувот: Мене ми се чини дека ти се лажеш. Јас ништо не слушам. Ништо чудно, рече бувот. Ти не можеш да слушаш. Кај сите вас ушите се полоши од моиве. Да, рекоа животните. Ние не слушаме ништо. А јас слушам, рече бувот. А што слушаш? Праша доктор Овболи. Јас слушнав како човек си ја стави раката в джеп. Гледај чудо, рече докторот. Јас и не знаев дека ти имаш толку чудесен слух. Прислушни пак и кажи ми што слушаш. Јас слушам како на тој човек му се тркала низ образот солза. Солза, извика докторот. Солза. Значи ли тоа дека таму зад вратата некој плаче?
Треба да му се помогна на тој човек. Сигурно тој човек е во голямо зло. Јас не сакам кога некој плаче. Дајте ми секира. Јас ќе ја скршам таа врата. Пента. Тегнитурка ја отрча дома и му донесе на докторот остра секира. Докторот замавна и со сета сила удри во заклучената врата. Еднаш, уште еднаш. Вратата се разлета на парчиња и докторот влезе во пештерата, а таа беше темна, студена и влажна, и исполнета со некаков непријатен одвратен мирис. Докторот запали чкорче кибрид. Леле, колку е тука неудобно и страшно. Ни стол, ни клупа, ни маса. На подот куп гнила слама, а на сламата седи едно дете и плаче. Кога го виде докторот и сите негови животни, малиот се исплаши и уште посилно заплака. Но кога забележа какво добро лице има докторот, тој престана да плаче и рече: "Значи вие не сте пират?" Не, јас не сум пират," рече докторот и се засмеа. "Јас сум доктор Овболи, а не пират. Зар прилегам на пират?" "Не," рече детето. "Макар што имате секира, јас пак не се плашам од вас. Здраво, се викам Пента. Знаете ли можеби каде е мојот татко?" "Не знам," одговори докторот. "А каде можел да си изгуби твојот татко? Кој е тој? Раскажи." "Татко ми е рибар," рече Пента. "Вчера излеговме на море да ловиме риба. Тој и јас, обајцата во рибарско кајче. Одненадеж нашето кајче го нападнаа морски разбојници и не раззаробија. Тие сакаа татко ми да стане пират, па заедно со нив да разбојникува, да ограбува и да потонува бродови. Но татко ми не сакаше да стане пират. Јас сум чесен рибар," рече тој. "Не сакам да се занимавам со разбојништва." Тогаш пиратите многу се налутија. Го фатоа и го одведоа не знае на каде, ама и не ме заклучија во оваа пештера. Од тоа време јас не сум го видел татко ми. Каде е тој? Што му сториле тие? Сигурно го фрлиле в море и тој потонал." Детето пак се расплака. "Не плачи," рече докторот. "Што имаш од солзите? Подобро е да размислиме како да го спасиме таткото и од разбојниците. Кажи ми како изгледа тој. Има црвена коса и црвена мошна долга брада." Докторот Овболи ја викна шатката Кика и тивкој шепна на увото: "Чари бари, чава чам." "Чука чук," одговори Кика. Кога го слушна тој разговор, детето рече: "Колку смешно зборувате вие, јас не разбирам ниту зборче." "Јас разговарам со моите животни по животински. Јас го знам јазикот на животните," рече доктор Овболи. "Што и рековте на вашата шатка?" "И реков да ги повика делфините." Шатката дојде до брегот на морето и извика со силен глас: "Делфини, делфини, пливајте ваму, ве вика доктор Овболи." Делфините веднаш допливаа до брегот. "Здраво живо, докторе," извикаа тие. "Што ти е потребно од нас?" "Се случи несреќа," рече докторот. "Вчера утро пиратите нападнале еден рибар, го натепале и изгледа го фрлиле в море. Се плашам дека тој се удавил. Ве молам, обиколите го целото море. Гледајте да го најдете негде во морската шир." "А како изгледа тој?" прашаа делфините. "Црвене," одговори докторот. "Има црвена коса и голема црвена брада. Ви се молам, пронајдете го." "Добро," рекоа делфините. "Ние со задоволство ви служиме на нашиот драг доктор. Ќе го пребараме целото море. Ќе ги прашаме сите риби и ракови. Ако црвениот рибар е потонат, ќе го пронајдеме и утре ќе те известиме." Делфините отпливаа и почнаа да го бараат рибарот. Го ишараа сето море и вдолж и попреку. Се спуштија и до самото морско дно. Дзирнаа под секој камен и се распрашуваа кај рибите и раковите. Но нигде не пронајдоа удавен рибар. Утрото тие допливаа до брегот и му рекоа на доктор Овболи: "Нигде не го пронајдовме твојот рибар. Го баравме цела ноќ, но тој не е во морето." Кога слушна што кажаа делфините, детето многу се зарадува. "Значи татко ми е жив, жив, жив," викаше тоа. Рипаше и плескаше со рацете. "Сигурно е жив," рече докторот. "Ние мораме да го пронајдеме." Тој го стави детето на грбот од тегнитуркај и долго го шеташе по песочниот брег. Орлите. Но за цело време Пента си остана тажен. Дури ни прошетката со тегнитуркај не го развесели. Најпосле тој го праша докторот: "А како ќе го пронајдеш мојот татко?" "Ќе ги повикам орлите,"
рече докторот. Орлите имаат толку силни очи и гледаат подалеку од сите. Кога тие летаат под облаците, ја гледаат својата бубалка што лази по земјата. Јас ќе ги замолам да ја разгледаат целата земја, сите шуми и сите полиња, и сите ридишта и сите градови и села. Сегде нека го бараат твојот татко. Ех, колку си умен, рече Пента. Тоа многу убаво си го смислил. Викај ги побрзо орлите. Докторот ги повика орлите и тие долетаа кај него. Здраво живо, докторе, што ти е потребно? Летајте во сите краишта, рече докторот, и пронајдете го црвениот рибар со долга црвена брада. Добро, рекоа орлите. За нашиот сакан доктор ние ќе сториме се што е можно. Ќе излетаме високо-високо и ќе ја разгледаме целата земја, сите шуми и полиња, сите планини, градови и села и ќе се потрудиме да го пронајдеме твојот рибар. И излетаа тие високо-високо над шумите, над полињата, над планините, и секој орел внимателно гледаше, ќе го видели негде црвениот рибар со големата црвена брада. Следниот ден орлите долетаа кај докторот и му рекоа: ја разгледавме целата земја, но нигде не го најдовме рибарот, а штом ние не можевме да го видиме, значи тој не е ни на земјата. Кучката Ава го бара рибарот. Кика праша: што ќе правиме сега? Праша Кика. Треба да го пронајдеме рибарот, па што и да е. Пента плаче, не ја да не пие, тажно му е без татко му. Но како ќе го пронајдеме? Рече Текни Туркај. Дури ни орлите не го пронајдоа, значи никој не може да го најде. Не е точно, рече Ава. Орлите се умни птици и имаат многу силни очи, но само куче може да го пронајде човек. Ако треба да пронајдете човек, замолете го кучето и тоа сигурно ќе го пронајде. Зошто ги навредуваш орлите? И рече Гругру на Ава. Ти мислиш дека им беше лесно за еден ден да ја облетаат цела земја, да ги разгледаат сите планини, шуми и полиња? Ти се валкаше на песокот, безделничеше, а тие се трудеа бараа. Како смееш да ми викаш така? Се налути Ава. Знаеш ли дека јас, ако сакам за 3 дни ќе го најдам рибарот? Тогаш посакај, рече Гругру. Зошто не сакаш? Сакај. Ништо ти нема да пронајдеш, само се фалиш. И Гругру се засмеа. Според тебе, значи, јас сум фалбаджика? Налутено свика Ава. Но добро, ќе видиме. И таа појде кај докторот. Докторе, рече таа, замолете го Пента нека ти даде каков и да е предмет што во рацете го држал неговиот татко. Докторот појде кај детето и му рече: имаш ли кај тебе каков и да е предмет што го држал во рацете твојот татко? Еве, рече детето и извлече од джепот големо црвено шамиче за нос. Кучката се доближи до шамичето и почна да го душка. Мириса на тутон и сардина, рече таа. Татко му пушал луле и јадал вкусна холандска сардина. Повеќе ништо не ми е потребно. Докторе, кажи му на детето дека не ќе поминат 3 дни, а јас ќе го пронајдам татко му. Јас ќе се искачам онаму, на врвот од високиот рид. Но сега е темно, рече докторот. Како ќе го бараш низ темнината? Лесно, рече кучката. Јас го знам неговиот мирис и ништо повеќе не ми е потребно. А да душкам, можам и во темнина. Кучката се искачи на високиот рид. Денес ветерот дува од север, рече таа. Да подушкаме, да видиме на што ќе мириса. Снег, мокра бунда, уште една мокра бунда, волци, тулени, волчиња, чат од оган, бреза. Навистина ли ги чувствуваш толку миризби само во едно ветерче? Праша докторот. Се разбира, рече Ава. Секое куче има чудесен нос. Секое кученце ќе осети миризби какви што вие никогаш нема да сетите. Бели мачки, малечки печурки во шумата, мраз, снег и... Колачиња? Праша Тегни Туркај. Не колачиња, одговори Ава. Ореви? Праша Кика. Не се ореви, одговори Ава. Јаболка? Праша Гругру. Не се ни јаболка, одговори Ава. Не се ореви, не се колачиња, не се јаболка, туку борови шишарки. Значи рибарот не е на север. Да почекаме да задува јужниот ветер. Јас не ти верувам, рече Гругру. Ти се измислуваш. Никакви миризби не чувствуваш, туку тресаш глупости. Престани, свика Ава, зашто ќе ти ја прегризнам опашката. Тивко, рече докторот Овболи. Престанете со расправиите.
Гледам јас, мила моја Ава, дека ти имаш чудесен нос. Да причекаме додека се смени ветерот. А сега, време е да си појдеме дома. Брзајте, Пента се тресе и плаче. Нема му студи. Треба да го нахраниме. Ајде, тегни турка и подметни со својот грб. Пента, качувај се. Ава и Кика, по мене. Ава продолжува да го бара рибарот. Следниот ден рано из утрината, Ава одново се искачи на високиот ред и почна да го душка ветерот. Сега ветерот дуваше од југ. Ава душкаше долго, па најпосле изјави: мириса на папагали, палми, мајмуни, трендафили, лозија и гуштери, но на рибар не мириса. Помириса уште малку, рече Бумба. Мириса на жирафи, желки, ноеви, врели песоци, пирамиди, но на рибар не мириса. Ти никогаш не ќе го пронајдеш рибарот. Со смев рече Гругру: само така се фалиш. Ава не одговори, но следниот ден многу рано таа пак се искачи на редот и цел ден го душкаше воздухот. Доцна вечерта се доближи до докторот кој спиеше заедно со Пента. Станувај, станувај, почна да вика. Станувај, го најдов рибарот, разбуди се, доста си спиел, ме слушаш ли, го најдов рибарот, го најдов рибарот. Јас го сеќавам неговиот мирис. Да, ветерот мириса на тутун и сардина. Докторот се разбуди и се затрча по кучката. Откај морето дува и западен ветер, викаше кучката. Јас го осеќам мирисот на рибарот. Тој е зад морето, на оној брег. Брзо, да одиме таму. Ава толку силно лаеше што сите животни почнаа да трчаат кон високиот рид. А пред сите Пента. Брзо трчкај кај Морнарот Робинзон, почна да му вика Ава на докторот. И моли го да ти го даде бродот, поскоро да не биде доцна. Докторот веднаш се стрча кон местото каде што беше бродот на Морнарот Робинзон. Здраво живо, Морнаро Робинзоне, рече докторот. Биди така добар и позајми ми го твојот брод. Јас пак имам потреба да појдам до морето за една мощна важна задача. Добро, рече Морнарот Робинзон, но гледај да не ги сретнеш пиратите. Тие се страшни злосторници, разбойници. Тебе ќе те заробат, а мојот брод ќе го заполат или потонат. Но докторот не го слушаше Морнарот Робинзон. Тој скокна во бродот, ги смести Пента и своите животни и исплови на отворено море. Ава истрча на палубата и му довикуваше на докторот. Заксара, коу! На кучешки јазик тоа значеше: гледај го мојот нос, каде го вртам носот, таму ти управувај со бродот. Докторот ги крена едрата и бродот заплови уште побрзо. Поскоро, викаше кучката. Животните стоеја на палубата и гледаа напред со надеж дека ќе го догледаат рибарот, но Пенда не веруваше дека може да го пронајде татко му. Тој седеше со сведната глава и плачеше. Се свечери, полека се спушти мрак. Шатката Кика и рече на кучката: не, Ава, ти нема да го пронајдеш рибарот. Жал ми е за кутриот Пента, но што да се прави? Треба да се вратиме дома. А потоа му рече на докторот: докторе, врати го својот брод. Ние тука не можеме да го најдеме рибарот. Одеднаш бувот Бумбо, кој седеше на катарката и гледаше напред, свика: јас гледам пред себе голема карпа, и не таму далеку. Поскоро натаму, почна да вика кучката. Рибарот е таму на карпата, јас го чувствувам неговиот мирис, тој е таму. Наскоро сите видеа дека од морето стрчи карпа. Докторот го усмери бродот право кон неа, но рибарот не се гледаше. Јас убаво знаев дека Ана нема да го најде рибарот. Се подсмев, рече Гругру. Не разбирам како докторот и поверува на една таква фалбаджика. Докторот се симна од карпата и почна да го довикува рибарот. Никој не му одзва. Гин, креска Бумбо и Кика. Гин, по животински значи ау, но само ветерот шумеше над водата и брановите со тресок се разбиваа во камењата. Го најдоа. Рибарот не беше на карпата. Ава рипна од бродот на карпата и почна да трча по неа и назад и напред, обдушувајќи ја секоја пукнатина. И одеднаш силно залаја. Кинеделе ноп, викаше, кинеделе ноп. На животински јазик тоа значи: ваму, докторе, по мене. Докторот тргна по кучката. Наблизо до карпата беше мало островче. Ава се упати таму. Докторот ја следеше вчекор. Ава трчаше напред-назад и одеднаш се нурна во некаква дупка. Долу беше темно и докторот се спушти внатре и го запали својот фенер. И што? Во дупката на кола земја лежеше некаков црвен човек, страшно мршав и блед. Тоа беше татко му на Пента. Докторот го допре до ракавот и рече: станете, ви се молам, толку долго ве бараме.
Вие нам многу сте ни потребни. Човекот помисли дека зборува со пират и ги стисна тупаниците и рече: "Бегај подалеку од мене, разбойнику, јас ќе се бранам до последната капка крв." Но кога виде колку му е добро лицето на докторот, рече: "Гледам дека вие не сте пират, дајте ми нешто да каснам, умирам од глад." Докторот му даде лепи сирење. Човекот изеде се до последната точка и се исправи на нозе. "Како сте го нашле тука?" праша докторот. "Тука ме фрлија лошите пирати, тие зли, крвожитни луѓе. Не ми дадоа ни храна, ни вода. Ми го одзедоа милото синче и го одведоа во непознат правец. Знаете ли каде е син ми?" "А како се вика вашиот син?" праша докторот. "Се вика Пента," одговори рибарот. "Одете по мене," рече докторот и му помогна на рибарот да се извлече од дупката. Кучката Ава истрча напред. Од бродот Пента го виде татка си, па му притрча впресред викајчи: го најдовме, ура!" Тие се засмеја, се зарадуваа, заплескаа со рацете и запеаја: "Поздрави, чест и слава за тебе, бестрашна Ава." Само Гругру стоеше настрана и жално воздивнуваше. "Прости ми, Ава," рече таа, дека со подсмев ти те нарекував фалбаџика." "Сеедно," одговори Ана, "ти проштевам. Но ако само уште еднаш ме навредиш, ќе ти го прегрезам опашот." Докторот ги одведе црвениот рибар и неговиот син дома во селото каде што живееја. Кога бродот дојде до брегот, докторот виде дека таму стои жена. Тоа беше мајка му на Пента, жената на рибарот. 20 деноноќија стоеше таа на брегот и се гледаше во далечината во морето. Се враќали дома нејзиниот син, се враќали дома нејзиниот маж. Кога го догледа Пента, таа се фрли кон него и почна да го бакнува. Го бакнуваше Пента, го бакнуваше црвениот рибар, го бакнуваше и докторот. Таа и беше толку благодарна на Ава, таа посака да ја бакне и неа. Но Ава помегна во грамушките и премомре налутено: "Какви глупости, мразам да се бакнувам. Ако иде до бакнување, нека се бакне со Гругру." Но Ава само се преправаше дека ја лута. Ако сакаме да ја речеме вистината, и таа беше многу радосна. Вечерта докторот рече: "Па до гледање, време е да си одиме дома." Не, почна да вика жената на рибарот. "Вие морате да останете кај нас и да ни бидете гости. Ќе наловиме риба, ќе испечеме пирошки и ќе му дадеме на тегнитурка и колачи со мед." "Јас со задоволство би останал уште еден ден," рече тегнитурка и насмевнувајќи се со двете усти. "И јас," извика Кика. "И јас," се јави Бумбо. "Па добро," рече докторот, "тогаш и јас со нив ќе останам кај вас на гости." И со сите своји животни докторот појде на гости кај рибарот и на неговата жена. Ава добива подарок. Докторот влезе во селото јавнат на тегнитурка и кога поминуваше по улицата, сите му се поклонуваа и викаа: "Да живее добриот доктор." Сред селото го сретнаа селските ученици и му подарија букет прекрасни цвеќиња. Потоа го сретна едно џуџе, му се поклони и рече: "Јас сакам да ја видам вашата Ава." Џудето се викаше Бумбуко. Тој беше најстариот овчар во тоа село. Сите го сакаа и го почитуваа. Ава се доближи до него и почна да го врти опашот. Бамбуко извади од џепот многу убав кучешки оковратник. "Кучке Ава," рече тоа свечено. "Жителите од нашето село ти го подаруваат овој прекрасен околовратник за тоа дека ти го пронајде рибарот што го беа фатиле пиратите." Ава пак почна да го врте опашот и рече: "Чака! Вие може би паметите дека на животински јазик тоа значи благодарам." Сите почнаа да го разгледуваат околу вратникот. На него со крупни букви беше испишано: "На Ава, најубната, добра и смела кучка." 3 дни доктор Овболи им беше гостин на таткото и мајката на Пента. Времето изврве мошне брзо. Тегнитуркај од утро до вечер џвакаше сладки медени колачиња. Пента свиреше на виолина, а Гругру и Бумба танцуваа, но дојде време да си одат. "До гледање," им рече докторот на рибарот и неговата жена, па седна врз тегнитуркај и се упати кон својот брод. Сето село го испрати. "Подобро ќе ти е да останеш кај нас," му рече џуџето Бамбуко. "Сега по морето крстосуваат пирати. Тие ќе те нападнат и ќе те заробат заедно со сите твои животни." "Јас не се плашам од пиратите," му одговори докторот. "Јас имам брз брод. Ќе ги развија медрата и пиратите не ќе можат да го стигнат мојот брод." Со овие зборови докторот се оддалечи од брегот. Сите му мафтаа со шамичето и извикиваа: "Ура!" Пиратите. Бродот брзо се движеше сред брановите. На третиот ден патниците забележаа во далечината некаков пуст остров. На островот не се гледаа ни дрвја, ни животни, ни луѓе, само песок и огромни камења.
но таму зад камењата се криеја страшните пирати. Кога некој брод ќе пловеше покрај нивниот остров, тие го напаѓаа бродот, ги ограбуваа и ги убиваа луѓето, а бродот го испраќаа на морското дно. Пиратите му беа мошна лути на докторот дека ги ослободи црвениот рибар и Пента и од поодамна го зачекуваа. Пиратите имаа голем брод што го криеја зад една широка карпа. Докторот не ги виде ни пиратите ни нивниот брод. Со своите животни тој се ги шеташе на палубата. Времето беше чудесно. Сонцето јагарко блескаше. Докторот се чувствуваше многу среќно. Одеднаш працето од Гругруп рече: "Гледајте каков е оној брод." Докторот погледна и виде како од зад островот им се приближува некаков црн брод, со црни едра, црни како саѓи. "Не ми се допаѓаат тие едра," рече прасето. "Зошто не се бели туку црни? Само пиратските бродови имаат црни едра." Гругру погоди. Под црните едра плувеа зостојните пирати. Тие сакаа да го фатат доктор Овболи и жестоко да му се одмаздат за тоа што им го одзеде рибарот и Пента. "Побрзо, побрзо!" почна да вика докторот. "Одвиткајте ги сите едра!" Но пиратите се доближуваа. "Тие не стигнуваат," врескаше Кика. "Тие се близу. Јас им ги гледам страшните лица. Какви зли очи имаат? Што да правиме? Како да бегаме? Сега тие ќе се нафрлат врз нас и ќе не фрлат в море." "Гледај," рече Ава. "Кој стои на нивното корнило? Зар не го пропознаваш? Тој е тој. Тоа е злосторникот Бармалеј. Во едната рака држи сабја, во другата пиштол. Тој сака да не убие, да не застрела, да не уништи." Но докторот се насмевна и рече: "Не плашете се, мили мој, тоа нема да му успее. Јас смислив добар план. Ја гледате ли ластовичката што лета над брановите? Таа ќе ни помогне да се спасиме од разбојниците." И тој почна да вика силно: "Наза се, карачу, карабун." На животинскиот јазик тоа значи: "Ластовичке, ластовичке, нас не гонат пирати, тие сакаат да не убијат и да не фрлат в море." Ластовичката се впушти кај него на бродот. "Слушај ме, ластовичке, ти мораш да ни помогнеш," рече докторот. "Карафу, марафу, дук." На животинскиот јазик тоа значи: "Летај побрагу и викни ги жаравите." Ластовичката одлета и по една минута се врати со жаравите. "Здраво живо, доктор Овболи," кликаа жарафите. "Не грижи се, ние ќе ти помогнеме." Докторот врза едно јаже за носот на бродот, жаравите го фатија јажето и го повлекоа бродот напред. Жаравите беа многу, тие летаа многу брзо напред и го влечеа бродот. Бродот леташе како стрела. Докторот дури ја фати шатката за да не му слета во вода. Се свртеа животните. Пиратскиот брод со црните едра беше останат далеку назад. "Ви благодарам, жерави," рече докторот. "Вие не спасивте од пиратите. Ако не бевте вие, сега сите ние ќе лезевме на морското дно." Зошто бегаат стаорците? Не им беше лесно на жеравите да го влечат тешкиот брод. По неколку часа тие толку се изморија само што не пропаѓаа во море. Тогаш тие го доближија бродот до брегот, се простија со докторот и одлетаа кон своето мочуриште. Потоа кај докторот дојде бувот Бумбо и рече: "Погледни натаму, гледаш? На палубата има стаорци. Скокаат од бродот в море и еден по друг пливаат кон брегот." "Па добро," рече докторот. "Стаорците се лоши, штетни се и јас не ги сакам, но тоа е многу опасно." Со воздишка рече Бумбо: "Нели стаорците живеат долу во складиштето на бродот и тие побрагу од сите можат да ги видат пукнатините на дното од бродот. Низ кој влегува вода, тогаш скокаат од бродот и пливаат кон брегот. Значи нашиот брод ќе потоне. Еве, слушни сам што зборуваат стаорците." Точно во тоа време од складиштето излегоа два стаора. Постариот стаорец му зборуваше на помладиот. "Синоќа, кога се прибирав во својата дупка, видов како ни седна пукнатина ја влекова вода. Но си помислив, треба да се бега. Утре овој брод ќе потоне. Бегај и ти додека не е доцна." И двата стаора се фрлија во водата. Да, извика докторот. "Се сетив. Стаорците секогаш го напуштаат бродот што тоне и ние треба да бегаме од бродот, инаку ќе потонеме заедно со него. Живот ни помене, поскоро." Тој ги собра своите нешта и брзо слегу на бродот. Животните побрзаа по него, долго одеа по песочниот брег и многу се изморија. "Да седнеме и да починеме," рече докторот, "да размислиме што треба да правиме." "Се надевам дека нема цел живот да останеме тука," рече Тегнитурка и заплака.
Крупни солзи се слева од неговите 4 очи. Сите животни почнаа да плачат заедно со него, бидејќи сите силно сакаа да се вратат дома. Но тогаш долета ластовичката. Докторе, докторе, почна да црцори таа. Се случи голема несреќа. Твојот брод го заробија пиратите. Докторот рипна на нозе. Што прават тие со мојот брод? Праша тој. Сакаа да го ограбат, одговори ластовичката. Трчај бргу и избркај ги. Не, рече докторот со весела насмевка. Нема да ги прогонувам. Нека пловат со мојот брод. Нема далеку да појдат, ке видиш. Подобро да појдеме додека не забележале, да го земеме во замена нивниот брод. Одиме да го земеме бродот на пиратите. И докторот тргна по брегот. По него тегнитурка и сите животни. Еве го и пиратскиот брод. На него нема никого. Сите пирати прешле на бродот од Овболи. Потивко, не вревете, рече докторот. Ке се качиме сите на пиратскиот брод, никој да не види. Несреќа по несреќа. Животните тивко се искачија на бродот, тивко ги одвиткаа црните едра и нечујно запловија по брановите. Пиратите ништо не забележаа, но одеднаш се случи голема несреќа. Работата беше во тоа што прасето Гругу настинало. И точно во моментот кога докторот се обидуваше нечујно да помине покрај пиратите, Гругру силно кивна. И уште еднаш и втор пат и трет пат. Пиратите слушнаа дека некој кива. Истрчаа на палубата и видоа дека докторот им го зел бродот. Стој! Почнаа да викаат и се впуштија да го гонат. Докторот ги распна сите едра. За малку, за трошка, пиратите ќе го стигнеа бродот. Но бродот плови. Забрзува и по некое време пиратите почнаа да заостануваат. Ура, спасени сме, извика докторот. Но тогаш најстрашниот од сите пирати, Бармалеј, го крена својот пиштол и пукна. Куршумот удри во градите на тегнитуркај. Животното се заниша и падна во водата. Докторе, помагајте, јас тонам. Кутри од тегнитуркај, извика докторот. Држи се уште малку на водата, сега ќе ти помогнам. Докторот го запре бродот и му фрлила јаже на тегнитуркај. Тегнитуркај се фати со забите за јажето. Докторот го извлече ранетото животно на палубата, му ја преврза раната и го продолжија патот. Но веќе беше доцна. Пиратите пловеа кон нив со полни едра. Најпосле ќе те фатиме, викаа тие. И тебе и сите твои животни. Таму на твојата катарка седи славната шатка. Набрагу ќе ја испечеме. Ха-ха, тоа ќе биде вкусно јадење. И прасето ќе го испечеме. Кој знае од кога не сме јадале шунка. Вечерва ќе имаме свински котлет. Хо-хо-хо. А тебе, докторче, ќе те фрлиме в море, на забестите ајкули. Гругру го слушна овие зборови и заплака. Кутрото, се зборуваше. Јас не сакам да ме испечат и да ме изедат пиратите. И јава заплака и беше жал за докторот. Јас не сакам да го проголтат ајкулите. Докторот е спасен. Само бувот Бумбо не се исплаши од пиратите. Тој спокојно им рече на Ава и Гругру. Хама сте глупови. Од што се плашите? Зар не знаете дека бродот со кој не гонат пиратите наскоро ќе биде на морското дно? Се сеќавате ли што кажа старецот? Рече дека денес бродот сигурно ќе потоне. На бродот има широка пукнатина и низ неа влегува вода, а заедно со бродот ќе потонат и пиратите. Од што да се плашите тогаш? Пиратите ќе потонат, а ние ќе останеме здрави и живи. Но Гругру продолжи да плаче. Додека пиратите да потонат, ќе успеат да не испечат и мене и Кика, зборуваше тоа. Во меѓувреме пиратите се приближуваа. Напред на носот од бродот стоеше главниот пират Бармалеј. Тој мафташе со сабњата и зверски викаше: Еј ти, мајмунски докторе, не ти останува многу време да ги лекуваш мајмуните. Бргу ќе те джитнеме в море, таму ќе те проголтаат ајкулите. А докторот му одговори: Внимавај, Бармалеј, побрзо ајкулите тебе ќе те голтнат. На твојот брод има дупка и вие наскоро ќе се упатите код дното. Лажеш, извика Бармалеј. Кога мојот брод би тонел, од него ќе бегаат стаорците. Стаорците одамна избега и набргу ти ќе бидеш на дното заедно со сите твои пирати. Токму тогаш пиратите забележаа дека нивниот брод бавно пропаѓа во водата. Тие почнаа да трчаат по палубата, заплакаа, заврескаа. Помош! Но никој не сакаше да им помогне. Бродот се повеќе исчезнуваше во водата. Наскоре пиратите се најдоа во водата. Тие се носеа со брановите и непрестанувајќи довикуваа: Помагајте, ние тонеме! Бармалеј доплива до бродот на докторот, се фати за едно јаже и почна да се искачува кон палубата, но кучката Ава му ги покажа забите и страшно рече: Рррррр!
Бармали се исплаши, свика и удолу со главата се фрли во морето. Помагајте, извика тој, спасувајте, извадете ме од водата. Старите пријатели. Одеднаш на површината од морето се покажаа ајкули, огромни страшни риби со остри заби со широко отворени челусти. Тие се спуштија по пиратите и наскоро ги проголтаа сите до еден. Така им треба, рече докторот. Та тие грабеа, мачеа, убиваа сосем недолжни луѓе. Еве, платија за своите злодела. Долго пловеше докторот по разборенувањето море и одеднаш тој слушна како некој вика: "Боен, боен, баравам, бавен." На животински јазик тоа значи: "Докторе, докторе, запри го својот брод." Докторот ги свитка едрата. Бродот запре и сите го видоа папагалот Карудо. Тој брзо леташе над морето. "Каруде? Еј, ти ли си тоа?" викаше докторот. "Колку сакам да те видам. Летај бргу ваму, летај." Карудо доледа до бродот, се спушти на катарката и крикна: "Погледни кој плива по мене. Ене таму, на запад, до самиот хоризонт." Докторот погледна во морето и забележа дека далеку во морето плива крокодилот, а на неговиот грб седеше мајмунката Чичи, мафташе со полмов прст и се смееше. Докторот веднаш го сврте својот брод во пресрет на крокодилот и Чичи и им фрлиле јаже од бродот. Тие се искачија по јажето на палубата, се стрчаа кон докторот и почнаа да го бакнуваат в уста. По него, по образите, по очите. "Како се најдовте сред морето?" ги праша докторот. Тој беше пресреќен што пак ги гледа своите стари пријатели. "Ех, докторе," рече крокодилот, "во нашата Африка нам ни беше неописливо здодевно без тебе. Здодевно ни беше без Кика Ава, без Бумбо, без милото Гругру. Ние силно сакавме да се вратиме во твојата куќа, каде што во шифонерот живеат верверички, на каучот боцкавиот еш, а во креденецот зајачица со зајачиња. Ние решивме да ја напуштиме Африка, да го препливаме морето и да се преселиме кај тебе." "Молам," рече докторот, "јас бескрајно сум среќен." "Ура!" извика Бумбо. "Ура!" извикаа сите животни. Потоа се фатија за раце и заиграа околу катарката. "Шипарита, шипадри, и шивингаш, со добриот овболи ќе бидеме секогаш." Само мајмунката Чичи стоеше настрана и заално воздивнуваше. "Што ти е?" ја праша тегнетуркај. "Ај, јас се присетив на лошата Варвара, таа пак ќе не навредува и ќе не мачи." "Не плаши се," рече тегнетуркај. "Варвара веќе не е во нашата куќа. Јас ја фрлив в море и сега таа живее на еден пуст остров." "На ненеселен остров?" "Да." Сите се зарадуваа, и Чичи, и крокодилот, и Карудо. "Варвара живее на пуст остров, да живее тегнетуркај." Се развикаа тие и пак почнаа да играат. "Шивандари, шивандари, фунду село, гдунду село, подобро е без Варвара, без неа е повесело." Тегнетуркај кимаше со двете глави и се смееше со двете усти. Бродот пловеше под полни едра и под вечерта шатката Кика, искачувајќи се на високата кадарка, го догледа родниот брег. "Пристигнавме," почна да вика. "Уште еден час и ние сме дома. Ене го во далечина нашиот град. Пиндемонте, но што е тоа? Гледајте, гледајте, пожар! Целиот град е во пламен. Гори ли веќе и нашата куќа? Леле, каков ужас, каква несреќа!" Над градот Пиндемонте се гледаше висок одблак. "Бргу кон брегот," заповеде докторот. "Мораме да го изгасиме тој пламен. Земајте вода и ќе го гасиме со вода." Но тогаш на катарката се искачи Карудо. Тој погледна низ двогледот и одеднаш почна силно да се смее. Сите го гледаа со чуѓење. "Нема потреба да го гаснете тој пламен," рече тој и пак се насмеа, "зашто тоа не е пожар." "Што е тоа?" праша докторот. "Илуминација," одговори Карудо. "А што значи тоа?" праша Гругру. "Јас никогаш не сум го слушнал тој странски збор." "Сега ќе разбереш," рече папагалот. Стрпи се уште 10 минути. По 10 минути, кога бродот се доближи до брегот, сите одеднаш разбраа дека тоа е илуминација. По сите куќи, по кулите, по крајбрежните карпи, на вравовите од дрвата, секаде светеа фенери. Црвени, зелени, жолти, а на брегот гореа огнови и пламињата се криваа речиси до самото небо. Жени, мажи и деца, сите во празнични убаво облечени, играа околу тие огнови и пееја весели песни. Штом го догледаа бродот, како го допира брегот, како го извршува своето долго патување, тие заплескаа со рацете, почнаа да се смеат и сите како еден човек почнаа да го поздравуваат докторот. "Да живее доктор Овболи," викаа тие. "Слава на доктор Овболи." Докторот беше зачуден и изненаден.
тој не очекуваше ваков пречек. Тој си мислеше дека ќе го пречекаат само Тања и Вања, па може би и стариот Морнар Робинсон, а него го пречекаат целиот град со факли, со музика, со весели песни. Во што е работата? Зашто му прават толкова чест? Зошто го празнуваат неговото враќање? Тој сакаше да го јавне тегнитурка и да си појде право дома, но толпата го крена на раце и го понесе право кон широкиот приморски плоштад. Од сите прозорци гледаа луѓе и фрлаат цвеќе врз докторот. Докторот се насмевнуваше, се поклопнуваше и одеднаш виде дека низ толпата се пробиваат кон него Тања и Вања. Кога му се доближија, тој ги прегрна, ги бакна и ги праша: "Од каде разбравте дека сум го победил Бармалеј?" "Од Пента", одговорија Тања и Вања. "Тој дојде во нашиот град и ни раскаже дека ти си го ослободил од ужасното робство и него и татко му си ги спасил од разбойниците." Дори тогаш докторот виде дека на една височинка стои Пента и му мава со татковото црвено шамиче. "Здраво, Пента", му довикна докторот, но во тој миг по докторот се доближи, смеејќи се стариот Морнар Робинсон, цврсто му ја стегна раката и му рече со толку силен глас на плоштадот го слушнаа сите: "Трак Сакан Овболи, ние сме ти благодарни што го исчисти целото море од лутите пирати, што ги пленеа нашите бродови. До овој миг ние се смеевме да ги пуштиме во далечните пловидби, зашто не загрозуваа пиратите, а сега морето е слободно и за нашите бродови нема опасност. Горди сме што во нашиот град живее таков херој. За тебе ние изградивме чудесен брод и дозволи да ти го подариме. Слава ти наш Сакан, наш бестрашен докторе Овболи", со еден глас извика народот. "Ти благодариме." Докторот им се поклони на сите и рече: "Благодарам за величанствениот пречек. Среќен сум што вие ме сакате, но јас никогаш не ќе успеев да се пресметам со пиратите ако не ми помагаа моите верни пријатели, моите животни. Тие се тука со мене и јас сакам со полно срце да ги поздравим и да им ја изразам својата благодарност за нивното само горно пријателство." "Ура!" извика толпата. "Слава им на бестрашните животни на Овболи." По овој свечен пречек докторот појавна тегнитурка и придржуван од животните се упати кон портите на својата куќа. Колку му се зарадуваа за јачињата, верверичките, лијаците, но не успеа тој ни да се поздрави со нив како што треба кога од небото се слушна шум. Докторот истреча на скалите и виде дека над градот летаат джерави. Тие долетаа кај неговата куќа, а без да изустат ниту еден збор му донесоа голема кошница со најубави плодови. Во кошницата имаше урми, јаболка, круши, банани, кајси и грозје портокали. "Ова ти го носиме, доктор од мајмунската земја." Докторот им се заблагодаре, тие веднаш одетаа од кај што долетале. По еден час во градината на докторот почнаа голема гозба. На долги клупи крај долга маса под светлината на разнобојни фенери беа седнати сите пријатели на Овболи: Тања и Вања, и Пента, и стариот Морнар Робинсон, и Ластовичката, и Гругру, и Чичи, и Кика, и Карудо, и Бумбо, и Тегнитурка, и Јава, и вервериците, и зајаците, и јажињата или јаците. Докторот ги гостеше со мед, кисели бомбони, медени колачиња, а и со сладки плодови што му беа испратени од мајмунската земја. Гозбата се претвори во славење. Сите се жегуваа, се смееа и пееа, а потоа станаа од масата и почнаа да играат под светлината на разнобојните фенери. Одеднаш Пента забележа дека докторот пристада да се смее, се смурти и со избезуменост трча по скалите внатре. "Што се случи?" праша Пента. Докторот не одговори. Тој го фати Пента за рака и го повлече со себе по скалите. Веднаш до влезната врата лежаа и седеа болни една мечка касната од бесен волк, Гале прането од лоши деца, мало рунтесно Еленче што цело време овкаше, бидејќи беше болно од сипаници. Него го беше донел кај докторот оној коњ на кој, ако се сеќавате, докторот уште минатата година му беше дал очила. "Гледај ги овие животни," рече докторот, "и ќе разбере зошто јас толку брзо го напушти вашето славење. Јас не можам да се вселам кога покрај мене стенкаат и плачат болни животни." Докторот влезе во својот кабинет и веднаш почна да приготвува лекови. "Дозволи ми да ти помогнам," рече Пента. "Повели," рече докторот. "Измери и на мечката температура и доведи го тука еленчето. Тоа е многу болно, тоа е пред смрт. Нему треба да му помогнеме најпрво." Пента се покажа како добар помошник. Не помина ниту еден час, а докторот ги излекува сите болни. А тие што му здравеа почнаа да се смеат од среќа, му рекоа на докторот чака и се нафрлија да го бакнуваат. Докторот ги одведе во градината, ги запозна со другите животни, а потоа извика: "Тргнете се настрана."
па заедно со мајмунката Чичи ја заигра веселата животинска игра ткела, толку лесно и убаво, да дури и мечката, дури и конјот не издржаа и се фатија да играат заедно со нив. Така завршија доживувањата на добриот доктор. Тој се насели недалеку од морето и почна да ги лекува не само животните, туку и раковите и рибите, и делфините кои допливуваат до брегот заедно со своите дечиња. Белешка за авторот. Корнеј Ивановиќ Чуковски, 1882 година до 1969 година, е руски поет, писател, преведувач, крижевен критичар и историчар на книжевноста. Тој го истражувал јазикот на децата, како и развојот на детското мислење и интересот за поезија кај децата од предучилишна возраст. Се смета за творец на модерната руска поезија за деца. Ја преведувал на руски Марк Твен, Радјард Киплинг и други светски автори за деца. Автор е на голем број дела, а од оние наменети за децата поважни се збирките песни и сказни, доживувањата на крокодилот Крокодиловиќ, Мувината свадба, Доктор Овболи, Меташ, Телефон, Чудотворното дрво и трактатот за детската книжевност од 2 до 5. Некои од неговите дела се преведени на речиси сите светски јазици. Драги наши слушатели, ви благодариме на вниманието. Доколку ви се допаѓаат аудиокнигите, поддржете го нашиот канал и претплатете се. Секоја објава на најнова книга да доаѓа секогаш прва до вас.